Почитувани сограѓани, откако СДСМ е на власт, во здравството се инвестира како никогаш досега. Како во човечки ресурси и капацитети, така во здравствена инфраструктура, нови и современи технологии и надградени и подобрени законски акти и нормативи. Постигнавме рекордно зголемување на платите на здравствените работници и соработници во здравството на Република Северна Македонија. Кумулативно, заедно со сите зголемување досега, вклучително и зголемувањето кое што ќе се случи во месец февруари 2020 година, основната плата на лекарот специјалист ја зголемивме за дури 40%. Платата на медицинските сестри ја зголемивме за 23%, платите на општите лекари ги зголемивме за цели 25%, а на здравствените соработници за 15%. За здравствената администрација обезбедивме покачување од 5%, како и 5% покачување на платите на помошно-техничкиот персонал. Само со повисоки плати, инвестиции во здравствена инфраструктура и нови и современи технологии, како и максимална грижа за вработените во овој сектор, така ќе ги задржиме медицинскиот персонал во јавното здравство и на пациентите ќе им понудиме и обезбедиме квалитетна и ефикасна здравствена заштита. За прв пат после многу децении, оваа година ќе отпочне изградбата на комплетно нов државен клинички центар со површина од над 105.000 квадратни метри, вреден над 500 милиони евра. Круна на капиталните инвестиции во здравството на владата на Република Северна Македонија, предводена од СДСМ и премиерот Зоран Заев. Меѓутоа, инвестициите во здравствената инфраструктура и платите на вработените не се единствените мерки на кои владата предводена од СДСМ и Зоран Заев работеше во изминатиот период. Силно и рекордно се инвестираше во стручно доусовршување и надградување на постоечките лекари во државата. Согласно програмата на владата за потребите од специјалистички и субспецијалистички кадар, обезбедени и одобрени се рекордни до сега 931 специјализација и 68 субспецијализации во наредните 2 години. Овде спаѓаат исто така и други мерки на кои што работеше владата на Република Северна Македонија, како што е покачување за 15% на капитациите на матичните лекари, стоматолози и гинеколози, проширување на листата на позитивни лекови за ретки болести. Денес здравството во Република Северна Македонија е постабилно од било кога, со инвестиции во здравствена инфраструктура и нови технологии повеќе од било кога и со највисоки плати до сега во историјата на здравствениот систем на Република Северна Македонија.